Добре дојдовте назад во Руселска има. Opel Grandland е третиот модел на групацијата Stellantis кој е поставен на медиум платформата на овој конгломерат. Тоа значи дека ја дели основата со Peugeot 3008 и 5008. Но Opel се потруди да остане доследен на својот имидж. Па на предницата, како што гледате, аплициране визор дизајнот кој му дава една посмирена нота на изгледот. Иако се вметнати целата маска стаклена, односно пластична, која свети и светлечкиот знак, тоа пружа едно посебно чувство за возачите на Opel, бидејќи во голема мерка се одвојува од своите француски братучеди. Поставен на 2,87 метри основа, тој е долг 4,68 сантиметри, што значи дека има доволно простор на секаде, дури и за 5 патници. За жал не се најавува верзија со 7 седишта. Задниот дел исто така го задржа оној потпис на Opel, но сега гледате дека малку повеќе емоции се ставени во дизајнот. Го немате знакот на Opel, но исписот Opel јасно се гледа. Што се однесува до багажниот простор, тој е голем. 550 литри може да собере, така да имате многу простор за оставање на дребули. Иако братучет со Peugeot 3008 и 5008 дури и во внатрешноста Grandland успеа да ја задржи својата индивидуалност. Пред се тоа е начинот на седење и поставеност на возачот кој ја има многу добро прегледноста пред себе. Сходно на електрификацијата идат и големите екрани. Пред возачот е 10,2 инчен екран, а централниот има 16 инчи. Кај поевтините верзии, сепак централниот монитор е од 10,2 инчи. Ергономијата е одлична, мене ми се допаѓа што имате и физички копчиња кои ве носат не само во менијата, туку и можете физички да ја наместите климата и температурата, како и јачината на самото вентилирање. Материјалите во внатрешноста се одлични. Мора да се напомене дека сите тапацири се 100% од рециклирани материјали. Значи Opel на големо мисли и на екологијата, не само со погонот, туку и со употребувањето на материјалите во внатрешноста. Сето изгледа одлично завршено, одлично направено, дури и на допир се чувствува дека Opel ја зголеми не само завршната обработка, туку и материјалите во внатрешноста. Opel Grandland Electric се напојува од батерија од 78 киловат-часови, која го напојува единечниот електричен мотор со сила од 214 коњски сили и 375 ньютон метри. Овие параметри укажуваат дека може да се обезбедат сосема динамични својства. Забрзувањето од стоечка позиција до 100 км на час е 9 секунди, што не е во врвот на класата, но сосема е задоволително да ги задоволи спортските апетити на семејните возачи. Сепак, императив кај овие возила е економичноста. Со оваа батерија, според WLTP циклусот на возење,
Гренланд може да помине 538 километри со едно полнење. За оние кои тоа не е доволно, ќе треба да се стрпат до следната година. Тогаш Гренланд ќе ја добие својата изведба со 2 електрични мотори и поголема батерија од 98 киловат часови. Во градски циклус на возење Гренланд многу добро се чувствува, затоа што и покрај големите димензии кои ги има, тој сосема добро се однесува. Споради седењето на возачот имате јасна представа на својата околина и можете прецизно да го навигирате своето возило, па дури и во најтесни улички. Тука на помош доаѓаат и асистентите на возачот. Но она што е поинтересно во возењето во градски услови е рекуперацијата. Како и секое електрично возило, и Гренланд ја собира енергијата која се троши на сопирање за да ги обнови своите батерии. Во Гренланд, како и кај останатите електрични возила, имате на располагање 3 нивоа на рекуперација. Дури и во најсилното ниво не можете да го почувствувате така нареченото возење со една педала, но тоа не може да биде недостаток, бидејќи секој возач кога вози природно и инстинктивно ја користи сопирачката. Иако е ист во каросерија и во платформата со Гренланд кој ќе доаѓа со благ хибриден погон и со мотор од 1,2 литри и 136 коњи, електричната верзија има поинакво подпирање, односно таа има мултилинк подпирање, па затоа нејзиното однесување во сите сценарија на возење е многу поприфатливо и дава многу подобра интеракција на возачот. На автопат, кога возите, можете комотно да користите еден од трите модуси на возење. Економичниот ви овозможува да добиете на располагање 160 коњски сили, во нормал модот на возење добивате 180 коњски сили, додека максималната моќност можете да искусите само во модусот спорт. Кога ќе се префрлите во спортскиот модус на возење, тогаш и чувствувате дека на сила стапуваат и адаптибилните амортизери. Тие овозможуваат подобра интеракција, малку погрубо подпирање, но сепак акцентиране спортскиот начин на реагирање на Гренланд. Тоа го трансформира Гренланд од спортско корисно возило во спортско корисно возило кое може да поддржи не само срамежливи спортски амбиции на возачот. Иако е прв братучед на Peugeot 3008 и 5008, Гренланд остана Opel што се однесува до ергономијата. Единствен рецидив што е добиен од своите француски братучеди е малку поизвлеченото тркало на воланот, кое е забележливо кај возилата на Peugeot, но тоа не го нарушува просторот за седење, дури ниту возачката ергономија, која морам да кажам дека е подобра кај Гренланд отколку кај 3008. Секако дека ова не е спортски автомобил, ова пред се е кросовер наменет за семејствата и наменет да ви пружи едно релаксирано чувство при патување. Но кога треба да претекнете, како што јас сега тоа го правам, тоа ќе биде можеби не молневито, но сосема добро за да ги поминете предизвиците дури и на горнина.
На локални патишта однесувањето на Гренланд е многу зрело, па дури и во свиоци. Тој добро ја распределува својата тежина и ви овозможува да направите кратки излети во полето на поагресивно возење. Поради поставеноста на батериите, тежиштето е ниско, па затоа сите 4 тркала многу добро лежат на патот, иако има само погон на предните тркала. Па можам со мирна совест да кажам дека Гренланд Електрик ги исполнува сите очекувања на возачите кои немаат претерано спортски амбиции. Opel Grandland наскоро ќе пристигне во Македонија, но можеби електричната верзија ќе доцни. Таа во Германија чини 46.000 евра. Рака на срце, таа е извонредно опремена, дури располага со удобства како што се греачи на седишта и на воланот. Не може да се даде замерка никаква, ниту на асистентите, дури и имате бежична поврзаност со Apple CarPlay и со Android Auto, што е од голема помош при возењето. Сепак интериерот на Opel Grandland не е толку фанки како кај неговите француски пандани, но ги има сите остварувања кои ги имаат и французите, но тоа е искажано на еден поинаков начин, на германски начин, каде што прецизноста и јасноста се во фокусот на изразот на интериерот. Во моето возење забележав просечна потрошувачка од 18,3 киловат-часови на 100 километри. Во реалност тоа би значило дека од пропишаните 538 или 540 километри, како што е декларирано, вие ќе можете во реалност да поминете можеби 100 километри помалку. На автопат можете да застанете и да ја дополните батеријата, барем во Германија, на брз полнач за 28 минути од ниво од 10 до 80% на капацитетот, што е сосема брзо. Opel Grandland покажува дека ја исполнува својата задача. Се понатрупаниот сегмент, C-сегмент на електрични кросовери наметнува голема конкуренција на пазарот. Но Grandland има своји аргументи. Можеби нема да биде најпродаваниот, можеби нема да биде најпосакуваниот, но сепак ќе биде во фокусот на вниманието на оние кои сакаат да имаат електричен кросовер од C-сегментот и кои имаат семејни потреби. Во следниот период Opel Grandland ќе пристигне во Македонија, кога повеќе ќе можеме да го тестираме, но онаа неговата изведба со умерен хибрид. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. До гледање до следната сабота.